ВМРО ДПМН не може да реализира целосно ниту еден проект, обвинија денес на прес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип. Ваквите обвинувања беа поттикнати од пуштањето на употреба на наводно реконструираниот градски пазар во Штип од страна на градоначалникот и директорот на јавното предпријатие ИСР, но вратите на пазарот се уште се затворени и пазарџите нема каде да ги продаваат своите производи, додаваа на пресконференцијата. Пазарџиите реагираат дека локалната власт си поигрува со нив, доведувајќи ја во прашање нивната екзистенција од причина што се приморани постојано да ги менуваат своите локации, а со тоа ги губат и своите купувачи. Покрај фактот што градскиот пазар е се уште надвор од употреба, остануваат и неодговорени прашањата околу висината за наем на тезга во градскиот пазар, како и за закупнината на монтажните бараки кои што беа поставени. Она што го прави ВМРО ДПМН и јавното предпријатие ИСР за граѓаните на Штип, очигледно од Социјалдемократскиот сојуз не сака да го видат, вели директорот Бојаджиев. На управен одбор, уште пред почетокот на реконструкцијата на градскиот пазар и изградбата на дуќаните, беше утврдена цената за нивно изнајмување, истакна директорот Бојаджиев. Сами гледат дека на пазарот се направени 14 дуќани, сами гледат дека пазарот е комплетно покриен, сами гледат дека пазарџиите се презадоволни, веќе ги вселуваат својата роба во тезгите, како што свечено го пуштиме во петокот пазарот, а јас апелирам до нив, доколку има време да се јават на лицитацијата за дуќани, ќе отстапиме еден дуќан, слободно може да отворат ликовно ателје и во него да се сликаат, јавното предпријатие ИСР ќе обезбеде наставник по ликовно, да не ги уништуваат објектите, да ги фарбаат со боја кои што се направени, туку да си својата уметност и креативност да изразат на културен начин како во секоја демократска земја. Од јавното предпријатие ИСР информираа дека има голема заинтересираност од страна на пазарџиите за изнемување на тезги во покриениот дел на градскиот пазар и веќе во петок истите ќе започнат со продажба на своите производи.